Околу 60.000 корисници ја симнале апликацијата Мој ДДВ од веб страницата на Управата за јавни приходи од незината промоција на 1 јули заклучно со денеска. При тоа за истиот период прочитани се околу 433.000 сметки за отфрлен промет во вредност од околу 240 милиони денари, со околу 7 милиони денари поврат на ДДВ. Сонја Лукаревска, директор на УЈП на пресконференција, вели дека мерката веќе ги дава првите посакувани ефекти од незината примена во однос на издавање на фискални сметки и справувањето со сивата економија. Единствен проблем, додаде таа, во моментов околу приемната на апликацијата е тоа што не може да ја симнат корисниците на iPhone. Во врска со ова, таа појасни дека уште на 25 мај годинава било контактирано представништвото на Apple Store за барање одобрение за оваа апликација да биде ставена на нивниот сајт, но како што рече, поради мощно рестриктивните и строги правила на Apple, се одолговлекува оваа постапка и додаде оти се очекува во секој момент апликацијата Мој ДДВ да биде достапна и за корисниците на iPhone на веб страната на Apple Store. Поплаки за граѓаните од УЈП имало и за незините нејасни баркодови на сметките поради што било тежното или невозможно нивното читање на апликацијата на мобилните телефони. Во овој случај, веќе од страна на самите граѓани извршен притисок врз големите маркети навремено да ги сервисираат нивните фискални апарати за да се избегнуваат вакви ситуации. Граѓаните кои имаат проблем со читање на баркодовите од фискалните сметки, проблемот може да го надминат ако ваквите сметки ги прочитаат на апаратите на киосците или баркод читачите кои велат функционираат безпрекорно и многу подобро од читачите на телефоните, а постои можност баркодовите на ваквите нечитливи сметки да се внесат рачно, зашто корисникот треба да се упати во некој од регионалните и подрачните канцеларии на УЈП. Од Управата за јавни приходи посочуваат дека во изминатите неколку денови примале и голем број пријави од граѓаните на линијата 198 за пријавување неправилности за тоа каде не се издаваат фискални сметки. За овие пријави од УЈП најавија дека ќе бидат испратени на терен нивни екипи за да се изврши проверка за работата на овие субјекти. Од УЈП исто така посочуваат дека доколку физичкото лице се обиде да скинера сметка која е на име на фирма, за тоа физичко лице ќе му биде изречена глоба до 250 евра, за да се избегне двојното одоначување.